Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Доктор Злате Мехмедовиќ истакнува дека есента и зимата може да значат изголемување на бројот на новозаразени. Средби со граѓани, најави за митинзи, отчет за сработеното. Партиите продолжуваат со предизборните активности. Вистински есенски температури од средината на следната недела. Доктор Злате Мехмедовиќ предупредува на тешка есен. Вели поради делта варијантата на вирусот можно е повторно зголемување на бројките на новозаразени и нов бран за време на престојната есен и зима. Би било неочекувано кога би имале спротивно, односно кога би немале зголемување на бројот на новозаразени. Новиот бран е реалност и треба да бидеме подготвени уште од сега за тоа што не очекува. Може да има зголемување на бројот на хоспитализации. Сега во моментот гледаме дека епидемиолошката состојба е стабилна, дека немаме зголемен притисок врз болниците, меѓутоа тоа не значи дека нема да се промени во наредниот период. Таа доминантност на делта варијантата веројатно дека ќе имаме многу потешка есен и потешка зима отколку минатата, поради тоа што е во прашање полесно пренослива и повирулентна варијанта на вирусот, без разлика на тоа што веќе имаме 37-38% вакцинирано население. Сметам дека е потребно многу повеќе да се вакцинира, дека без достигнување на оној магичен прак од 80, сега веќе 85% на колективен имунитет, тешко дека можеме да сметаме за излез од оваа пандемија. Сончево време во текот на викендот и на почетокот од следната недела. Врнежи и намалување на температурите се очекува од среда, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. За време на викендот и во првите 2 дена од работната седмица, времето ќе се задржи претежно сончево, утрата ќе бидат студени, а дневната температура ќе биде во пораст. Во полошкиот регион утринска температура ќе биде околу 5 степени над нулата, а дневната околу 22 до 23 степени. Од среда следува период на претежно облачно и доста посвежо време со локални врнежи од дожд. Врнежите ќе бидат поинтензивни токму во западните делови од земјава. Од Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија одржа пресконференција на која соопштија кои се нивните приоритети во однос на решавање на проблемите на граѓаните кога ќе бидат дел од, како што велат, идниот совет на општина Тетово. Сакам да им порачам на тетовчани дека ВМРО Народна партија и во идниот совет на општината ќе продолжи да се бори за доследно применување на Охридскиот рамковен договор, пред се на правичната застапеност на сите заедници, како и на правичната застапеност на трошењето на буџетските пари. ВМРО Народна партија ќе бара примена на Мајскиот договор на локално ниво, односно формирање на мнозинството да биде по принципот победник со победник. Во оваа прилика сакам јавно да ја поставам дилемата кој дозволи во минатата локална власт да не партиципира партијата на македонците која ја освоила мнозинство гласови и да прашам дали Мајскиот договор важи за СДСМ и ДПМНЕ. Инсистирам да биде постигнат договор помеѓу партиите од македонскиот блок, ниту една партија да не партиципира во локалната власт се додека не се издействува македонец да биде председател на советот. Македонците мора да имаат една политичка функција во општина Тетово. ВМРО Народна партија има решение за отпадот, а тоа е фабрика за отпад која ќе го преработи целиот комунален отпад од Тетово и околината. Фабрика која има нула емисии на штетни супстанции при преработката на отпадот. Потенцијален странски стратешки партнер е подготвен со инвестиција да влезе во овој проект партнерски со општина Тетово. И затоа, по конституирањето на Советот на општина Тетово, Советничката група на ВМРО Народна партија на седница ќе ја постави точката за започнување на постапка за изградба на фабрика за отпад. До мене допре идејата на еден од против кандидатите за издвојување на дел од паушалот како хуманитарна помош и многу ми се допадна. Па предлагам партиите од Македонскиот блок да потпишат договор со кој идните советници
би донирале по 3 месечни паушали во годината како помош на семејствата од социоранливите категории. Во оваа прилика сакам да упатам апел до медиумите, пред се до телевизија Кисиме Нада како медиум со телевизиска фреквенција, да биде организирана ТВ дебата на која ќе учествуваат носителите на советничките листи и на која директно ќе ги соочиме нашите ставови, погледи, но и понудените решенија за проблемите со кои тетовчани секојдневно се соочуваат. Само во телевизиска дебата граѓаните јасно ќе можат да ја препознаат вистинската програма и вистинските кандидати за советници. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово го најавија вечерашниот митинг на градскиот плоштад и истакнаа дека присутен ќе биде и претседателот на партијата Христијан Мицкоски. Почитувани тетовчани, чест и задоволство ни е да ве поканиме на големиот сенароден митинг кој ќе се одржи на градскиот плоштад во Тетово сабота 2.10.2021 година. На митингот своје враќање ќе има и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Ќе биде презентирана советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, како и изборната програма на ВМРО ДПМН за општина Тетово. Почитувани, Тетово заслужува да тргне напред и да биде еднакво за сите луѓе. Тетово заслужува промени. Се гледаме на градскиот плоштад. Кандидатот за градоначалник на општина Тетово од редовите на ДУИ Теута Арифи во Жена парк во Тетово даде отчет за досега сработеното, а и ги соопшти идните планови во однос на екологијата. Успеавме заедно во соработка со програма на владата 1500 семејства да добијат инвертери. Исто така 2 основни училишта беа комплетирани со инвертери. Едното е основното училиште на Инфрашори, другото е основното училиште Миѓени, делот кај спортскиот центар, значи тој објект. И исто така изградивме фотоволтаички станици во 3 објекти. Едниот објект е гимназијата 7 март, една од градинките, и исто така кај прочистителната станица, значи во Лисец. Кои се плановите, значи нашата програма за идниот мандат е продолжување и изголемување на можностите и напорите, значи нормално еден од големите капитални проекти, многу значаен за градот Тетово е гасификацијата, но ние ќе продолжиме значи со поставување на фотоволтаични системи. Демократската унија за интеграција ја презентираше програмата со која настапува на локалните избори 2021 во Гостивар. Пес штyllat kryesore të programit për gërcivaren që duam dhe 5 përbetimet e Bashkimit Demokratik për Integrim janë bërë. Програмата на ДУИ е модерна, иновативна и возможна за реализација. Во неа нема место за фиктивни популистички проекти кои практично не може да се реализираат за 4 години. Образованието ќе биде приоритет. Ќе работиме да ги исполниме сите услови да бидат достојни за наставниците, децата, родителите. Ќе се посветиме на младите со поддршка на иницијативи за млади, спорт и култура. Со максимална посветеност ќе ги задржиме малите и средни бизниси, ќе ги намалиме општинските даноци и олесниме административните процедури. Ќе вложуваме во урбан развој и инфраструктура, да имаме современа инфраструктура во секоја населба. Со најголема посветеност ќе работиме на намалување на невработеноста и сиромаштијата. Кандидатот за градоначалник на општина Тетово од движењето Беса Билјалка Сами истакна дека ќе се залага и за разбивање на културно-уметничкиот живот во Тетово, како и за ревитализација на Арабат и Баба Теќе. Ќе се посветам и на културно-уметничкиот живот во градот, во соработка со релевантни институции и странски донатори. Текето Арабат и Баба ќе се ревитализира. Целта е да се збогати градот со културни и уметнички вредности. Арабат и Баба Теќе ќе стане туристичка и културна атракција за странски и домашни посетители и ќе ја зголеми економската благосостојба на граѓаните од овој крај. Ова ќе биде реалност само со движењето на Беса. Од Демократската партија на албанците упатија порака до граѓаните дека една од најглавните активности во нивната изборна програма е да се реши проблемот со кучињата скитници во градот.
Со доаѓањето на чело на општината, проблемот со кучињата скитници ќе се реши. Ние, кога ќе ја добиеме општината, ќе отвориме посебен центар за менаџирање со кучињата скитници, кои ќе се земаат и испраќаат на посебно место каде ќе добиваат потребната грижа и нема да го загрозуваат животот на граѓаните. Кандидатот за втор градоначалнички мандат во Гостивар од Алијанса Алтернатива Арбен Таравари вчера вечер одржа средба со жители на селото Дебреше. Пред 4 години ја добивме довербата од граѓаните и го направивме Гостивар водечка општина, прва по многу нешта во земјава. Успехот е заеднички, на тимот кој што работи неуморно и честно, како и на сите активисти на Алијанса за албанците и Алтернатива. Кога минатите избори бевме во Дебреше да го побараме вашиот глас, ви ветивме дека ќе асфалтираме улици, ќе направиме паркинг, фудбалски стадион, ќе вложиме во училиштето. Ветеното го направивме, но реализиравме и уште повеќе. Засега остана недовршен патот Дебреше Здуње, но сакам да ви известам дека и овој проект ќе продолжи и ќе се заокружи. Застануваме пред вас со чиста совест, разговараме со вас, сакаме да го слушнеме вашето мислење. Тоа ни е најважно. Демократијата бара дебата, а не некој што е кандидат да не се појавува да зборува во јавност. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.